Добре, криптоентузијасти. Како што ветиме за денес, ќе поработиме на еден од трите преостанати коини за кои што треба да направиме анализа со оглед на фактот дека наскоро доаѓа моментот кога ISO 20022 ќе стапи во сила. До сега имаме изработено видеа за Quant, Ripple, Stellar, како и за Algorand. Ни преостануваат уште овие три токена, а тоа се XDC, Hedera Hashgraph и IOTA. Со тоа што според самото гласање кое што го направивте на нашиот канал, на Community табот, како и на Crypto Македонија, следниот победник е Hedera Hashgraph, што исто и мене ми е доста мило што да направам видео за нив. Интересен проект. Со тоа што не, како што се сеќавате, оваа скица се уште останува во однос на нашето видео кое што го направивме за ISO 20022, како и видеото кое што го направивме за WEF, односно Светскиот економски форум, и како истиот е поврзан со овие 7 проекти и неговиот, како да кажам, лоби за адаптирање на криптотехнологијата преку специфични проекти кои што се на некој начин прифатливи за оваа елита од 1% по светот. Така да и Hedera Hashgraph е уствари една од оние битни проекти кои што на некој начин се очекува да бидат дел од овој нов систем кој што ќе биде одобрен од светската елита. Со тоа што оваа ситуација започнува, како што кажав, со Hedera Hashgraph и ни остануваат уште XDC и IOTA за следните неколку денови. Сега, Hashgraph технологијата сама по себе не представува блокчейн, односно истата е така наречена DAG, односно DAG технологија, која што е нешто слично на блокчейн, но самата по себе не представува директен блокчейн. Значи, DAG потекнува од Direct Acyclic Graph, односно, како што можеме да видиме, споредбено со блокчейн, кој што имаме блок по блок, овдека не мора да бидат запишувани информациите блок по блок, односно, гледаме дека е своевидна мрежа во која што претходните трансакции ги потврдуваат следните трансакции. Така речено, самите трансакции представуваат своевидни нодови, каде што во оваа ситуација, значи, претходно, ако се сеќавате, се сретнаме со ваква технологија DAG, кога разговаравме за IOTA, за истата ќе треба повторно да разговараме, нели, со оглед на тоа што не сме направиле соодветна анализа, но како и да е, самата DAG е искористена исто така и од Hashgraph, односно Hedera HBAR, со тоа што, значи, ова е првиот момент каде што, нели, треба да објасниме, знаете и сами, и секогаш продолжуваме по истите точки како и секогаш, во кој што на почетокот треба да објасниме каква е поентата на овој проект, значи, нели, која е неговата цел, зашто истиот постои, зашто истиот е толку уникатен. Сега, не заборавајте дека како и секогаш, значи не можеме едноставно да се движиме директно по истите точки постојано, затоа што секој од овие проекти, како што кажуваме, има различни особености и поради тоа, нели, некогаш прерипуваме една точка, се враќаме на истата подоцна, како и да е, идејата е дека, нели, се обидуваме да го објасниме наједноставно за да може да го свати пошироката јавност која што го следи нашиот канал. Така да во оваа ситуација, нели, прво ќе објасниме малку околу неговата технологија, односно тип на блокчейн или не блокчейн, па потоа ќе продолжиме од овој момент натаму. Сега, значи ова е своевидна комбинација во која што самиот DAG, односно, како што рековме, Direct Acyclic Graph, користи и нодови со цел потврдување на овие трансакции, освен, значи, за разлика од IOTA, каде што истите се потврдени од претходните трансакции. Односно, во склоп на Hedera Hashgraph моментално не постојат приватни нодови, туку истите се уствари 39 компании кои што поседуваат дел од Hedera Hashgraph токените, како и нодови. Значи, сите овие 39 големи компании кои што моментално се дел или партнери од Hedera, се во исто време и нод оператори. Така да имајте го тоа во предвид. Сега, самиот значи, блокчейнот е произведен во Далас, Тексас, од страна на Lehman Bird, кој што е уствари и своевидно истиот го има направено, значи, Hashgraph-от како технологија. Со тоа што ваквата технологија е доста специфична, затоа што има комбинација, како што кажавме, од блокчейн дел од технологијата, каде што се користат нодови со цел да се потврдат транзакциите, додека во исто време самиот по себе е, како што рековме, ацикличен граф, кој што дава фактички сосема друга, како што може да видите и сами, архитектура на начинот на кој што се запишуваат транзакциите. На тој начин фактички истиот има многу поголема брзина од своевиден блокчейн. Како што можеме да видиме, нод операторите не се мали, значи станува збор за Google, Boeing, еден од најголемите провайдери на авиони, LG, Ubisoft, IBM, значи тоа се огромни компании, ги има 39. Заклучно 39 со новата Dell, која што исто така доби нод и моментално има 40 нодови.
Така да, фактички овие 40 се оператори на нодовите кои што ги потврдуваат трансакциите запишани на DAG. Сега, како се прави тоа? Значи, за разлика од блокчейн, каде што имате една линија, како што покажавме овдека, значи сите овие блокови се запишуваат во една линија и секој нов блок мора да чека претходно да биде запишан, откако ќе имаме доволен број на трансакции. Во ацикличниот граф имате запишување од буквално, значи гледате, може во исто време да се запишуваат повеќе, затоа што ова се 3 или 4, значи фактички гледате во однос со тоа во кој сегмент се запишани, имате по повеќе така речено блокови запишани во исто време. Со тоа што секој од овие блокови има своевидни битни информации кои што ги содржи во самиот блок, односно евент, нели, настан. 4 основни информации кои што мора да ги содржи секој од овие блокови се timestamp во однос со тоа кога истиот е запишан или кога истиот настанал, трансакција, односно што истата е, дали информација, дали е трансфер на капитал, hash of the last message, односно тоа е така речено број на блокот кој што моментално е запишан и број на блокот кој што е запишан пред него. Односно, фактички на тој начин вие знаете точно после кој блок следува. Зошто е тоа битно? Затоа што, како што кажуваме, кај блокчейнот се знае кој следува. Значи тој е нов и потоа следува следен и следен и следен. Додека во ацикличниот граф гледате и сами дека е многу потешко да се најде редослед на тоа кој кога бил запишан. Поради овие причини ги имате и во самото запишување на еден ваков настан или да речеме блок, го имате и хеш, значи бројот хеш на претходниот блок кој што бил запишан, се разбираме. Сега, многу интересно објаснето е тоа како уствари, за да го сватите точно како тоа изгледа, значи ќе дојдеме до тој момент. Само прво да објасниме дека идејата на хеш граф технологијата е уствари затоа што знаеме и сами дека блокчейн технологијата сама по себе е лимитирана во однос на трилемата за решавање на децентрализација, сигурност и значи тоа е scalability, би било во превод на македонски потенцијал за раст на овој блокчейн. Сега се вели, односно барем они сметаат дека со DAG, односно со овој тип на технологија можат да го решат оваа трилема да решат, односно сите три да бидат еднакво застапени. Иако запамтете дека децентрализацијата во хешграф е крајно нарушена со оглед на фактот дека има само одреден број на нодови и тоа се големи компании кои што овие нодови ги организираат и одржуваат. Така да, иако они мислат дека се децентрализирани, не може да ми каже некој дека е децентрализиран пред кој што има само 40 нодови. Така, да бидеме реални. Но како и да е, со понатамошно внесување на повеќе нодови, автоматски ќе дојдете да го решите и тоа. Односно scalability и security самите по себе се многу добро решени од овој протокол, так, но не и децентрализацијата, ќе поразговараме малку подоцна за тоа. Сега, тоа е идејата уствари дека со оваквата технологија, доколку имате доволно нодови, ќе ги решите сите три проблеми, да бидеме реални. Зошто е тоа така? Значи, гледайте колку добро е направено, да едноставно во оваа ситуација security ви е комплетно решено. Така, зошто го велам тоа? Значи, со овие 4 основни информации кои што вие ги имате, во оваа ситуација, значи, оној кој што ги правел овие презентации, многу добро го замислил тоа. Замислете дека пренесувањето на капитал од едно или друго лице со DAG, со нели ацикличниот граф, е представено како телефонски разговор, во кој што вие се јавувате на некој што го познавате, да речем ваш пријател, и му кажувате на пример за некоја си игра која што ви се допаднала. Така, значи телефонскиот позив со неговиот timestamp е уствари самата трансакција преку која што вие трансферирате одредени информации од едно на друго лице. Така, но во истиот тој повик, значи за да биде ова хеш граф, значи таков тип на технологија, вие исто така треба да го информирате следното лице кој бил претходниот лик кој што сте разговарале за истата оваа информација. Односно, на тој начин вие фактички му кажувате на следниот блок која претходела трансакција, односно кој блок претходел на овој моментално кој што се случува во оваа ситуација. Затоа имате хеш на моменталната ситуација и хеш на претходната ситуација, односно хеш на новиот блок и хеш на претходниот блок. Така. Сега, на тој начин вие фактички ја пренесувате информацијата за тоа кој претходел и кој е следен. Сега, за ова да биде запишано во еден блок, затоа што кој што можеме да видиме не е исто како на блокчейн, каде што имаме една линија со блокови, овде ќе имаме блокови запишување постојано во различен период на различни нодови. Значи што вели? За да биде сигурна мрежата, значи потребни се 2/3 од сите нодови да запишат истата трансакција и да ја потврдат. На тој начин вие имате 2/3 од 39, односно 40 нодови сега, треба да потврдат дека ги добиле истите информации. Така, значи вие фактички секоја од овие трансакции е
своевиден блок кој што сите нодови мора да го добијат, односно да го апдейтират леџерот со новата трансакција. Слично, односно не слично, исто како самиот блокчейн. Само што во оваа ситуација вие имате неколку трансакции кои што се одвиваат во исто време. Тоа е разликата. Значи вие во оваа ситуација имате, гледате, 3, 2, 4, 5, така. Значи во исто време се одвиваат сите овие трансакции, за разлика од блокчейн кај што мора една по една да се одвиваат, така. И поради оваа причина, значи кога 2/3 од нодовите ќе се сложат дека на вистина сите овие податоци се точни, односно на пример ниту еден од овие актери кои што ја прави оваа трансакција не се обидува да излаже за тоа нели кој бил претходен или каков тип на информација се трансферира, значи во тој момент вие автоматски ја запишувате оваа трансакција на самиот така речено DAG. Во оваа ситуација би рекле блокчейн. Сега, интересно целата ситуација е тоа што овие иако се јавни на блокчейнот, значи на самиот DAG се запишани, значи првенствено не може да бидат откриени или проверени од било кој лаик, се разбираме. Че вие ќе видите основни информации, но нема да видите од кого и каков тип на трансакција е направена. Тоа може да се направи само од страна на, да речем, некоја компанија како Chainalysis, која што се занимава со инвестигација, односно се занимава со истражување на трансакции, доколку има некаков проблем. Но генерално, првенствено, истиот блокчейн е private. Че тоа е доста добро кај security делот, додека најбитниот дел за scalability и брзина, односно потенцијал за раст на овој блокчейн и брзина е тоа што во исто време може да запишувате повеќе трансакции. Значи гледајте, додека овдека мора да се чека еден по еден блок да биде реализиран, истиот да биде потврден од 51% од нодовите, доколку станува збор за стейкинг, овдека може во исто време да запишувате многу повеќе трансакции, кои што во исто време ги потврдуваат 2/3, че тоа е овдека, 2/3 од сите нодови. Така, значи сега. Замислете дека 51% од нодовите треба да се сложат за да биде напишан еден блок, па да се оди на следен. Додека овдека во исто време имате повеќе нодови кои што потврдуваат повеќе различни трансакции. Тоа е разликата и затоа овој тип на технологија е многу побрз за разлика од блокчейн. Единствена слаба страна, посебно во HGRAPH технологијата, е тоа што самите по себе има многу мал број на нодови. Тоа го повторив, ќе го кажам уште еднаш, односно имаме само 39 компании кои што имаат своји нодови. И дури самата HBAR, значи Hedera, самата корпорација која што така речено ги поседува заедно со овие 39 компании, че ова е приватен блокчейн, така речено, се разбираме. Иако е јавен и истиот може да го погледнете, значи има соодветен експлорер и сето тоа, на крајот од денот сите овие трансакции се одобрени од 39 компании и замислете, Hedera самата по себе дури нема ни слеш. Знаете дека слеш представува казна со која што доколку вие се обидете да изманипулирате одреден блок или пак да направите некаков тип на манипулација на самиот блокчейн или во ситуацијава DAG, вас треба фактички да ви ги одземат или барем дел од тоа што сте го внеле како стейк да ви го одземат со цел нели да ве казнат за тоа што сте го направиле. Овдека такво нешто не постои. Така да имате го тоа прави, тоа е доста негативна страна на Hedera, затоа што вие фактички ако некој од овие компании одлучат да го превземат HBAR, може. Зошто го велам тоа? Значи потребно е само 2/3 од овие компании да се договорат дека може да запишат каква сакаат трансакција, затоа што они се тие нодови кои што одобруваат. Иако тоа не веруваме дека ќе се случи, тоа не го менува фактот дека теоретски е возможно. Затоа што вас се потребни само 2/3 од нодовите, а 39 компании или 40 во оваа ситуација со дел не се многу. Така да имате го тоа опрем. Сега. Последна битна работа која што треба да кажеме е дека самиот по себе Hedera е доста развиен. Значи Hedera моментално има многу DeFi апликации, има стейблкоини кои што работат на својот екосистем, затоа што истиот е и смарт контракт платформа. Значи може да се развиваат на оваа, сега замислете, зборуваме не е на блокчейн. Значи на некој начин Hedera со својата HashGraph посебна технологија поддржана од Acyclic Graph, значи вие имате посебен тип, сосема поинаков тип, не е блокчейн кој што е смарт контракт во исто време. И дополнително на тоа е така добро креиран да истиот е и EVM compatible. Значи, односно во оваа ситуација истиот се пишува со Solidity, го користи истиот програмски јазик за Ethereum екосистемот и е компатабилен со виртуалната машина на Ethereum. Така да, многу е лесно да ги префрлите вашите проекти, да речеме од Ethereum на Hedera. Тоа е многу позитивна работа за нив и гледаме дека имаат веќе
на некој начин апликации од сите поголеми сфери кои што моментално се наоѓаат во крипто сектор. Значи децентрализирани финансии апликации, стейблкоини, децентрализирани менувачници, NFT marketplace, како и моментално некои игри кои што се развиваат на самиот Hedera. Сега, на самата hedera.com, значи може да го најдете екосистем табот, каде што може да ги погледнете сите апликации кои што моментално се или во развој или пак моментално се случуваат. Со тоа што не заборавајте дека овие големи компании како LG ги имаат и своите апликации на самиот Hedera. Така да имајте го тоа во предвид. Значи, пак ќе кажам, со такви големи корпорации кои што ви се нод оператори, вие немате зима. Значи, да бидеме реални. Гледате, имате различен тип на корпорации, на апликации кои што моментално се градат, може да ги погледнете сите, слободно само, и овдека Boeing, например, беше исто, гледате. Значи, можете само да дојдете на hedera.com и да разгледате се околу самиот систем. Со тоа што, сега, значи, ова е генерално да видиме до каде дојдовме. Значи, го објаснивме самиот тип на блокчейн, каков тип на блокчейн моментално станува збор. Сега, дали има апликации и проекти кои што може да му се конкуренција? Да, секој смарт контракт платформа кој што има свој екосистем е така речено конкуренција на самиот Hedera екосистем. Но разликата е во тоа што брзината која што Hedera има моментално е една од најбрзите во целиот крипто сектор, а од друга страна станува збор за не блокчейн, тука како што рековме, акрилик граф, кој што самиот по себе е комплетно различен од блокчейните кои што моментално ги гледаме. Така, тоа го прави на некој начин уникатен. Значи, вие имате комплетно поинаква технологија која што е компатабилна, значи не е блокчейн, а е компатабилен со блокчейн. И може да користите Solidity, најпопуларниот јазик кој што моментално се користи во Ethereum екосистемот, за да направите апликација на Hedera, а плюс може да ги трансферирате многу едноставно апликациите кои што веќе постојат на Ethereum. Така да тоа е доста позитивна работа за нив. Сега, дали има апликации во реалниот свет? Нормално дека некоја станува збор за екосистем на нели, дали е тоа цикличен граф или е блокчейн технологија, не постојат. Моментално знаете и сами дека тоа е тој тип на технологија кој што е уникатен. Сега, значи до сега моментално објаснивме дека истиот е префериран, зошто го велиме тоа, затоа што е дел од оваа седморка која што ќе бидат веднаш компатабилни блокчейн или нели ацикличен граф проекти со ISO 20022 и видовме дека истиот, ако го погледнавте видеото кој што го направивме за Светскиот економски форум, односно ВЕФ, погледнавте дека Hedera е еден од главните проекти кои што имаат своје претставништво на претходниот состанок во јануари а како таков гледаме дека е привилегиран и дека истиот значи е земен во предвид во ваквиот состанок кој што се одржа во Давос во Швајцарија на почетокот на оваа година. Значи не ве покануваат за џабе на таков тип на состаноци, посебно 2 месеци пред конечно започнување со работа на ISO 20022. Уште еднаш ќе напоменам, јас лично, како предводник на оваа мала група овдека на Малта која што работи и како некој што е одговорен за целата работа на каналот, лично одлучив заедно со нив дека ќе купиме барем помала количина од сите овие коини токени со цел да имаме нешто кога ќе дојде март, затоа што ние не знаеме како тоа ќе се одрази, затоа што ваква ситуација до сега не се случила во целиот наш живот, дури оние кои што се постари не виделе како би изгледала една промена од SWIFT во ISO 20022 и сакаме да бидеме припремени. Поради тоа, како што напоменав, уште еднаш ќе кажам, очекуваме во текот на овој ден, можеби утрешниот, да направиме децентрализација на нашето, односно диверсификација на нашето портфолио, каде што поголемиот дел од Ethereum ќе биде претворен во, да речам, одредени проекти кои што нас се допаѓаат и кои што очекуваме нели да ги купиме на почетокот на самиот bull market, за тоа што гледаме дека не гледаме причина зашто би имале следно дно и дополнително можно е да алоцираме уште некој дел од нашето портфолио, така да имајте го тоа предвид. Ако направиме такво нешто, утре ќе дознаете, ќе ви направиме апдейт на портфолио, доколку имаме време нормално, но како и да е, кажуваме пред време дека освен Stellar, затоа што имаме голема количина на Ripple, останатите очекуваме да ги имаме во одредена количина во нашето портфолио пред март сигурно, а доколку се покажат добри условите на пазарот, да речем во текот на овој ден и наредниот, голема веројатност дека ќе ги имаме сите, како што кажав, освен Stellar, затоа што имаме доста голема количина на Ripple.
Нормално, затоа и уште еднаш ќе напоменам, ова не е финансиски совет, ова е само ви кажуваме што ние планираме да направиме сопственото портфолио во однос на очекувањата на март, затоа што не знаеме како тоа ќе се одрази. Можно е да има памп, кој што би го промашиле ако немаме дел од нашето портфолио во овие коини, а може и понатаму само да продолжи со нормална работа како и секогаш и да имаме дури подоцна памп кога да речем нешто ќе се случи ново околу ISO 20022. Во секој случај, лично не гледам причина зашто би го пропуштил, ја пропуштил оваа шанса да ги имам овие коини токени, иако сакавме сега да ги имаме во нашето портфолио, пред да стапи во сила овој стандард во март. Сега, во однос на докаде стигнаме до зрелост на пазарот и актуелен роудмап. Значи, прво активен роудмап, како што кажеме и претходно, за жал ќе мораме да го правиме тоа посебно, затоа што овие видеа ќе траат предолго. Во оваа ситуација, во однос на зрелост, можеме да погледнеме дека истиот е доста зрел со оглед на фактот дека е на пазарот, значи ќе се вратиме назад на месечни ниво што од 2018 година. Значи 2018 година, иако овдека е 2019 кога официјално е влезен на берзите, значи истиот е 2018 година на ICO, каде што истиот првенствено е продаден на голем број на, да речем, иницијални инвеститори, што ќе можеме да го погледнеме во распределата на токенот малку подоцна. Но за почеток би сакал само да го покажам малку самиот да го покажам само самиот граф, да видиме како изгледа самиот чарт. Значи гледаме дека како и останатите е на почеток на bull market, со оглед на фактот дека само што добивме конформација на месечно ниво дека имаме нагорно движење на MACD, со тоа што гледаме дека буквално го ретестира претходното ниво. Значи ако погледнеме овдека, гледате колку добро изгледа ова на некој начин овој чарт. Значи имате ниво кое што е воспоставено од овој неуспешен раст, кој што пред тоа изгледало како поддршка, потоа представува отпор, за моментално повторно да биде поддршка после целиот овој bull market на H-bar и добивме точно баунс од долната од практично оваа граница која што претходно е на некој начин акумулационен период пред следниот bull market. Со тоа што можеме да видиме дека истиот претходно добил и максимална вредност од 58 центи, а сега е само 8. Така да има доста потенцијал за нагоре. Овој памп кој што го добивме е поради моменталното партнерство кој што го направи со дел, на кој што му е доделен нод, затоа сега велам 40 наспроти 39, кој што е малку застарено како податок, и гледаме дека се наоѓа над bull market support бендот. Ако се вратиме на неделно ниво, можеме да погледнеме и некои други интересни работи. Односно гледаме дека моментално имаме ретрейсмент со оглед на фактот дека истиот е на 50 неделна средна вредност, значи истиот буквално на некој начин е доби корекцијата од оваа битна вредност на 4 EMA, со тоа што ако погледнеме на дневно ниво, кој што е најмалото кој што ќе одиме, е уствари во овој канал, растечки канал, кој што е јас мислам дека ќе биде почитуван и понатаму, со оглед на фактот дека нормално да добиете корекција, че овој blow off top е само поради тоа што има многу добар партнер кој што го добија, тоа е Дел. И пак ќе кажам, значи погледнете ги партнерите и гледајте дека моментално Светскиот економски форум стои позади овие да бидат, значи на некој начин имплементирани во ISO 20022, а од друга страна имате Google кој што ви држи нод на вашиот блокчейн, во случајов DAG, но тоа е доста битна работа. И сега нормално дека јас пак би сакал да го направам тоа, односно купувањето да биде негде околу 70, околу 7,5 центи да речем. Сега не значи дека тоа ќе биде така, затоа што веќе добивме корекција, како што кажав, никогаш не купуваме на пампови, но мораме да видиме како сето тоа ќе одигра до утрешниот ден кога очекуваме податок од следната инфлација, што би било и многу битен момент дали да купиме или не. Значи останува да го прегледаме тоа, но како и да е, истиот е доста зрел на пазарот, че не е ова нов проект, но како и сите останати, само што почнува со bull market и истиот доби добар памп, значи кој што можеме да видиме до самиот blow off top, истиот уште од почетокот на овој памп доби 171%, што е многу добра работа, но пак ќе кажам, глупаво е да се купува на памп, секогаш чекаме на корекција, тоа и моментално го прави. Сега, во однос на самиот токен, значи многу битни работи кои што морам да ги спомнеме, па ќе се вратиме на други работи. Значи, прво, најбитната работа која што моментално гледам дека е една од водечките критериуми поради кои што е избран Hedera да биде еден од овие 7, е неговата неверојатна брзина која што е побрза од сите овие овде, а тоа е 10.000 трансакции во секунда. Затоа што станува збор, како што кажавме, за ацикличен граф, кој што нема потреба да се движи со истата брзина како и самиот блокчейн,
односно може да се запишуваат повеќе различни блокови во исто време, што го прави доста брз. Кажавме, единствен негов проблем е неговата децентрализација, која што е буквално значи фокусирана само во овие 39, значи како што кажавме, извинете само момент, 39, каде отиде? Да, 39 нодови кои што се моментално водени од големи компании. Тоа ги прави доста подоверливи со оглед на фактот дека големи компании не би направиле глупост, не гледам причина зошто, а во исто време на тој начин ви се и партнери во работата на вашиот екосистем, но нели, не можете да бидете секогаш 100% сигурни. Со тоа што дополнително самиот токен се користи како значи за fees, за трансакции, како и за стейкинг на нодовите, но разликата е во тоа што одека не правите директен стейкинг како на одредени проекти, туку не е стандарден стейкинг протокол, туку е delegated стейкинг, односно вие можете вашите токени само да ги на некој начин дадете, значи на користење на овие 39, каде ја беа? Да, на 39 компании, односно тоа е delegated stake. Вие фактички ги позајмувате преку вашиот hard wallet на овие 39 компании за они да гласаат во ваше име. Затоа и само да погледам. Да. Значи затоа и се нарекува delegated proof of stake, каде што они го имаат правото да гласаат во ваше име, а вие добивате стейкинг награда. Но пак ќе кажам, е на некој начин доста недецентрализиран и се верува дека можеби и само 1/3 од нодовите е доволна за да се направи напад. Но повторно не заборавајте дека овие компании кои што ги држат овие нодови се врвни компании од технологија најчесто и не верувам дека толку едноставно ќе може некој да направи хајџек и да собере 1/3 од нодовите за да направи ваков напад, но пак ќе кажам никогаш не се знае. Со тоа што многу интересна работа која што многу малку луѓе знаат за Hedera е тоа дека трансакцијата значи не може да поскапи. Односно секогаш ќе биде $0,0001 било која трансакција на екосистемот на Hedera. Зошто е тоа така? Значи многу интересно направено од нивна страна, затоа што ако вие на пример имате трансакција на Ethereum блокчейнот, истата е скапа во однос на тоа колку е самиот Ethereum скап. Додека овдека истата е pegged, односно поврзана со оваа цена, $0,0001 во противредност на HBAR токени. Односно, колку и да се менува вредноста на HBAR, секогаш трансакцијата ќе кошта толку и на тој начин вие фактички само ќе дадете различна количина на HBAR во однос на фито кој што треба да го платите. Тоа е многу добра работа, многу револуционерно. И овдека е многу интересно направено споредба, ова е само пред неколку месеци, пред 2 или 3 месеци направено нели презентацијата. Вели вака. Моментално, значи ако погледнеме, можеме да видиме дека на 50 билиони HBAR токени на дневно ниво има повеќе од 800.000 дневни трансакции со 1,1 милион активни акаунти. Значи тоа го прави како еден од оние доста активни блокчейни. И овдека е ставен за споредба еден од најактивните, Polygon, каде што имаме 3 милиона трансакции на ден со 175 милиони активни акаунти. Значи повторно, ова сака да каже дека самиот блокчейн, иако е млад, има доста голема активност. Односно 800.000 трансакции со 1,1 милион активни акаунти, тоа значи дека на дневно ниво доста се користи Hedera, посебно со оглед на фактот дека се наоѓаме само што сме завршиле со bear market. Така да ова го прави еден од поактивните блокчейни кои што моментално сум го видел и тоа е доста добро во оваа ситуација. И тоа е една од понегативните работи да речеме, затоа што од моменталниот supply кој што го има 50 билиона, само 26 се во употреба, односно имам уште 24 кои што постепено ќе бидат пуштени во употреба. Сега јас не најдов vesting schedule никаде, но најдов моментално како изгледа нивното портфолио. Односно ова се тие 31% од токени кои што се уште не се искористени, иако не се 37, повеќе се, но ова е таа основна, да речем, голема количина која што вели се уште не е искористена, односно и кога ќе погледнете овдека објаснување од нив, вели тоа се уште не алоцирани, да речем, алоциран капитал, кој што се уште се одлучува од страна на Hedera Council, што ќе се прави со него, а Hedera Council представуваат сите овие нодови, односно представници на сите овие 40 компании кои што држат нод и одлучуваат заедно што ќе се прави со таквата капитална вредност која што се уште не е алоцирана. Гледаме дека има доста добра алокација со оглед на фактот дека повеќето од нив не се на тимот, туку се ја гледат government операции, purchase agreements, ова се уствари оние кои што се купени од страна на самите компании кои што имаат нодови,
Initial Development Cost and Licensing, тоа е уствари веќе завршено со оглед на фактот дека истите се платени, со цел да може да го започне овој екосистем. И екосистемен Open Source Development, ова се 24% кои што се дава на следни надградби на самиот блокчейн. Знаете, сами потребно е да имате своји трежери со кои што ќе може да правите апгрейд на вашиот блокчейн. Тоа го направили и Hedera, како и сите останати нормално. Со тоа што овдека исто така многу интересно направена една споредба со првите два, нели, блокчейни, да видите колку е само голема разликата во однос на овој third generation public ledger. Така, значи прва, втора генерација, трета. Па тоа е интересното што моментално имаме толку многу такви добри трета генерација леджери кои што се уште не може да дојдат до израз затоа што на некој начин поголемиот дел пазарот е завземен од овие први два. Значи, гледате, трансакции во секунда мислам дека е неспоредливо. Вредност на трансакцијата, како што кажавме, секогаш е пек на 0,001, што е многу добро. Конфирмација на трансакцијата 3 до 5 секунди, што е многу добро. Повторно, поголемиот дел од овие го имаат, но овдека имате и брзина на трансакција до 10.000 трансакции во секунда, што е доста добро. И energy consumption исто така многу битна работа, че гледате колку мала конзумција на струја е потребна за да се направи трансакција на Hedera Hgraph. Значи во оваа ситуација и дополнително ви кажувам дека е уште подобар дури и од Ethereum во оваа моментална ситуација, така. Така да тоа на некој начин го прави стварно еден од најдобрите и пак ќе кажам, има и други подобри од него, но тоа не го менува фактот дека не се привилегирани да бидат во оваа група. Тоа е единствената причина поради која што моментално инвестираме во него, иако има иновативна технологија, нешто што досега не е видено, значи овие ациклични графи поврзани со нодови и огромен број на големи корпорации кои што ги држат овие нодови, тоа не го менува фактот дека на некој начин е нешто веќе видено од другите блокчейни кои што се екосистем, значи Layer 1 солуциите. Така, но пак ќе кажам, значи не е еден од оние кои што се привилегирани, заради тоа и го бираме моментално. Сега, во однос на вести за самиот проект, значи како што кажаме, најбитната вест моментална и најголема е тоа дека Dell влегува во Hedera, со тоа што истиот дополнително гледаме дека нели добива и свој нод и на тој начин затоа и добивме толку голем памп од 3 дена, значи 3 дена правеше памп Hedera поради оваа вест, што е доста битна затоа што замислите Hedera, значи Dell се приклучува на компании како Google, IBM, Boeing и слично, така, или LG. Исто и ова интересна работа што е претходната година, но нели пак е интересно да се спомне дека LG веќе направи свој NFT marketplace кој што луѓето кои што поседуваат LG телевизори може да го гледаат преку Hedera и да гледаат и да купуваат NFT за било кое време, што е доста интересно. Значи Hedera овозможува на LG на нивни, сега не знам кој имате LG телевизор, слободно погледнете, па оставете некоја слика да видиме како изгледа. Значи ќе може преку вашите телевизори, значи тоа е направено на Hedera, да е отворен NFT marketplace кој што ќе го користат сите оние кои што имаат LG телевизор за да гледаат или купуваат NFT, што е доста интересна работа. Тие се најголемите вести кои што успеав да ги најдам. Една битна работа која што не ја најдов, а многу е битна, е колку од заликата посетуваат тимот, че гледаме дека тоа е само пишано за следен развој, но не е пишано дали е директно посетувано од тимот и најголемите новчаници. Тоа не успеав да го најдам. Значи не успеав да го пробав на вистина. Имаат свој експлорер, тоа е hederaexplorer.io, кај што може да ги проверувате сите трансакции кои што моментално се случуваат и проекти нормално, но за нив ја не успеав да најдам. Ниту овде, ниту барав сегде на Google не можев да најдам. Значи еве ги нодовите, гледате, се има овде, но не можев да најдам никаде кои се најголемите моментално држатели на HBAR токен, посебно со оглед на фактот дека само половина од нив се внесени на пазарот, значи дека ќе има доста голема инфлација кога истите ќе влезат останатите. Така да тоа е едно од негативни работи кои што не успеав да ги најдам, но повторно. Ништо од ова не е битно кога станува збор за некој што е привилегиран од големите корпорации и нели во оваа ситуација организации како ВЕФ, кои што може многу капитал да ви дадат ако сака. Така да поради оваа причина нема да се дозволам да пропуштам таков тип на шанса да добијам профит од нешто што може едноставно да ме награди само затоа што сум го имал на почетокот на bull маркетот и пред некој настан како ISO 20022. Така да во оваа ситуација мислам дека ги одговоривме сите, партнерството ги кажавме, вести о проектот кажавме, поврзано со кривични судски одлуки нема никаква, посебно со оглед на фактот дека е на добрата страна на екипата, нема никогаш ни да има, верувам. И пак ќе кажам, значи погледнете го видеото за WEF, тоа беше пред само некој ден,
Значи, тоа е она видео каде што објаснуваме за Светскиот економски форум и проектите кои што се привилегирани од него и ќе ви стане јасно зошто овие проекти се толку битни за оној следен економски систем кој што се обидуваат да го изградат, а тоа го прават преку овој стандард за кој што веќе разговарав. Така да мислам дека е многу појасно околу Хедера Хашграф, објаснивме која е неговата позитивна и негативна страна и мислам дека многу појасно ќе ви биде за овој проект после ова видео, нормално, и ние учиме и самиот Рома понатаму ќе гледаме да го најдеме и да го направиме како апдейт како и на сите претходни проекти во кои што не сме успеале да го направиме тоа, затоа што пак ќе напоменам, значи ако работиме сега и на roadmap ќе биде многу поголемо ово видео, затоа што сега моментално се фокусираме на објаснување на самиот проект и на тоа, нели, што моментално се случува и зошто истиот е битен. Така да се надевам дека ќе уживате во ово видео, како и секогаш, нормално. Она што го бараме од вас како наша заедница е да ни помогнете овој бесплатен материјал да го доставиме до оние кои што сакаат да научат. Знам дека сум доседен, но како што кажав, вие сте нашата реклама и единствено што нашиот канал се надева е дека овој наш труд ќе се исплати со тоа што поголем дел од македонци во светот ќе може да го погледнат и да добијат корист во однос на тоа што се обидуваме да го направиме, а тоа е да го информираме и едуцираме нашиот македонски народ во однос на криптосекторот и случувањата кои што се случуваат во него, што би донело до ваша финансиска независност. Тоа е најбитна за работа која што нашиот канал се обидува да направи. Како и секогаш ви благодарам за вниманието, се надам дека уживавте и во ова видео и се гледаме во текот на утрешниот ден кога ќе поработиме на вести. Имате добар ден и поздрав од CryptoGaming.